FM врева. Минути по 15 часот во ФМ Врева на Слободна Македонија. Најавениот гостин веќе пристигна во студиото Стефан Митревски, млад, талентиран, перспективен прецепијанист, меѓутоа исто така и човек со огромно хумано срце. Навистина беа неверојатни препораките за да стаса тој до мојава емисија, за да стаса до студиото на Радио Слободна Македонија. Стефан, добар ден, добри дојде во ФМ Врева за прв пат. Навистина ти испофалија и навистина ми е чест и задоволство што ти имам за свој гостин. Ви благодарам на поканата. Прекрасно и прекрасен поглед имате тука, прекрасно студио. Така. И подготвени сме да представиме тоа што нас не следува. Така, значи имаме навистина одличен повод, голем повод, хуман повод, велат дека сето она што го даваме всушност останува за нас, а дека сето она што ете така скржава, можеби го грабаме, го прибираме само за нас, тоа за секогаш отишло во неповрат. Сега ти имаш навистина огромно срце покрај тоа што си навистина можна млад, даваш и само даваш, веројатно уште од мали нозе си ја научил таа голема тајна или таа голема вистина дека само кога даваш, примаш. Ти ќе дадеш многу од себе, меѓутоа исто така заедно со тебе ќе дадат многу од себе и сите оние кои што ќе излезат на сцената, големата сцена на Домот на армијата на Република Македонија во среда, со почеток во 20 часот на 31 мај, треба да се одржи хуманитарен концерт на Стефан Митревски за 13 годишниот Гоце. Најнапред, ајде со што там ти, Стефан, како пијанист, впрочем, ќе имаш и одредени музички гости, ќе се представиш и потоа да позборуваме малку за 13 годишниот Гоце. Пијаното ми е уште као мал голема желба, навистина уживам додека свирам пијано, но главната професија што јас утре би сакал да бидам и кон тоа што студираме класичното пеење, како и свирење класична музика на пијано. Да, како уште као мал сум се изградувал и во тоа општество, и ние самите како држава навистина многу даваме кога се работи за хуманост и за убави настани, за да се помогне некому и дефинитивно воопшто не е ни тешко да произлезе желба во тоа да ние утре навистина помагаме да живееме во такво општество, затоа што навистина и живееме. Значи сакаме да живееме во подобар и во хуман свет, а како ќе ја направиме промената? Промената ќе ја направиме така што први ние ќе се промениме себе си и потоа ќе направиме нешто што веројатно ќе го прифати поголемиот дел од масата. Сега целта на овој разговор е токму тоа, значи ние да иницираме една капка што подразбира добрина, хуманост, искреност, честност и дарежливост. Таа капка да се направи малку поголема бара, па потоа да се направи езеро, па да се направи море, океани, така натаму добрина, која што ќе се слее на контото на 13 годишниот Гоце, кој навистина е многу болен и навистина му се потребни многу пари за да може да стане нормално дете и за да може да има нормален живот. Ајде, значи за програмата први ни потоа малку за Гоце, може ли? Дефинитивно. Концертот и како програма ние секогаш бидејќи соработуваме со неколку училишта на самиот проект и многу учесници има, преку 100, и целата идеја на тоа е баш младите деца да се обучат на убава работа, да си помагаат меѓу себе, и не е за чудо зашто ние помагаме на Гоце, тоест на 13 годишниот Гоце, затоа што истите деца се и на таа возраст и да почувствуваат како е, иако е тешко да се каже, но да бидат приближно до него кога му е најтешко, иако тие воопшто не го познаваат. Така, многу е лесно да биде човек добар тогаш кога на некој друг му е добро, ајде да те видам биди добар тогаш кога на некој друг му е тешко. Апсолутно дека е така. Значи, луѓе сме, тука сме да си помагаме еден на друг и на тој начин да го направиме овој свет подобро место за живот. Сега вака, овој концерт има мото, ќе го кажеме ли мотото? Љубовта е клучот. Секоја година има различно мото. Но мислам дека од сега... Значи ти ова ти прерасна веќе во традиција. Трета година поред ти правиш хуманитарен концерт за одредено детенце. Во случај, значи тоа е 13 годишниот Гоце. Ајде да го кажеме мотото за 2017. Мотото е љубовта е клучот и мислам дека од сега и па натаму ќе се држиме само до едно исто мото, бидејќи од каде произлезе тоа име е тоа што им беше даена задача на децата да напишат песна
во интервал од 5 минути, Добро. кој прекрасно ја напиша, прекрасен текст напиша. Понатаму јас го составив со музика, го составив текстот и истата песна ќе биде изведувана на самиот концерт, заедно со децата, заедно со бенд и со многу И што сте ќе учесници. изведувате на концертот? Ајде, значи кога велам програмата, мислам на музичката програма. Кои композиции ќе бидат изведени? Кој автор на истите тие композиции? Кои се ќе се искачи на големата сцена на Домот на армијата на Република Македонија во среда на 31 мај со почеток во 20 часот? Но најчесто не се држам толку до што ќе свирим и што ќе пееме, бидејќи целта на тоа е да допреме ние со музиката до самата публика, а понатаму на публиката ќе биде известена со кој жанр, каква музика и кои композиции ќе бидат изведувани, но тоа што Тоа е за 2 дена од сега. Значи во класичен среда. репертоар ќе биде, ќе има што друго? Ќе има поп музика, ќе има рок музика, можеби. Точно, ќе има госпел музика, ќе има хор, мешана различна музика, но и до тоа што се држаме да целиот концерт биде во еден здив, да самата публика биде постојано под да речам Ќе држите во момент на Во исчекување, да неизвестност, да. исчекува, значи да добива возбудливи нови работи. Сега, да кажеме дека овој возбудлив концерт за кој од срце препорачуваме да бидете дел од публиката е наменет за собирање на финансиски средства за лекување на 13 годишниот Гоце кој неуморно се бори за својот живот. Значи Гоце е интелигентно, талентирано момче. Тој исто така е професионален пливач, шампион е во техниката пеперутка. Покрај тоа, Гоце свири на пијано и зборува повеќе светски јазици. Сега, Гоце беше опериран од тумор на мозокот во декември минатата година. Бидејќи лекувањето ќе мора да продолжи, неопходна е дополнителна помош за покривање на сите трошоци за постоперативно лекување во износ од 50.000 евра. Имено, освен вкупниот приход од продадените билети, исто така ќе бидат поставени и донацијски кутии каде што посетителите ќе можат да донираат дополнителни средства за Гоце согласно со своите можности. Колку ќе чини билетот и каде може да се набави? билетот ќе чини 150 денари, што навистина е многу мала цена за да се помогне. На некој може задоволство му значи, но навистина за Гоце му значи живот. Така. И голема помош. Карти нема да се издаваат, но ќе се плаќа самиот влез во салата Дом на АРМ. Значи нема да се издаваат карти, нема да може да ги купат сите оние билети, односно влезници на билетара, туку веројатно ќе има уште на самиот влез поставено донацијски, односно донаторски кутии во кои што ќе се пушта пара. Претпоставувам дека кој колку може, некој ако сака 200, нека пушти 200 динари, 500 и така натаму. Точно е така. Обично ќе се даваат на самиот влез има и обезбедување каде што тие пари ќе се донираат. Во кутијата се ќе биде навистина во организација така, и професионален ред. Така. И понатаму јас навистина се надевам дека после импресиите кои ќе бидат после концертот, луѓето навистина ќе допре и самата музика и самиот концерт до нив да навистина дадат уште повеќе од нив, бидејќи навистина за нас е моментално задоволство, но него ќе му помогне многу, бидејќи во таа сала ќе бидеме навистина многу луѓе. Така. И тоа кога ќе помогнеме сите од една со некаква символична Сума, цена така. и сума, ќе му дое на него многу подобри, многу Така. поголема помош. Веројатно ќе види колку многу луѓе се грижат за него, за неговиот живот и така натаму, и тоа ќе биде дополнителен мотив, дополнителен поттик. Гоце се бори да се бори понатаму, да продолжи неговата борба се до конечното излекување. Да, секако дека ако постои желба и ако постои мотив излекувањето, секако дека е апсолутно возможно, поточно не постојат неизлечливи болести во овој 21 век. Дами и господа, апсолутно дека е така. Имаме уште нешто да додадеме, дали всушност Стефан успеа да го запознае Гоце? Не, Гоце се слушнавме со семејството на Гоце. Навистина цела Македонија е дигната на нозе во врска со неговото лекување. Да, на социјалните мрежи има навистина неброен број на постови и така натаму, сите повикуваат, сите апелираат да се спаси Гоце, да се спаси 13 годишната момченца која што навистина во мошна тешка состојба.
а и на вистина гледаме како се бори, самиот не се откажува тоа и тоа е уште една желба да ние покажеме на самата публика која ќе биде на концертот дека да, тоа е 13 годишно дете, но на вистина е еден голем херој кој се бори, едно талентирано дете кој предобро свири пијано, многу убави видеа сум слушал од него. И на вистина верувам и сакам да тоа дете излезе на крајот позитивно. Така. И да се избориме сите заедно со него. Така против болеста на ГУЦ. Имаме и телефони за донирање на Телеком 143122 и за корисниците на One VIP 143487. Со донирање на само 100 денари вие навистина можете да спасите еден неверојатен човечки живот. Стефан, благодарам многу за одвоеното време, благодарам за присуството во ФМ Врева на Слободна Македонија, благодарам што организираш и што спроведуваш вакви хуманитарни акции. Значи, говоревме за концертот кој ќе биде реализиран на 31 мај со почеток во 20 часот во Домот на армијата на Република Македонија, наменет за 13 годишниот ГУЦ. Ми благодарам многу, имајте убав ден и се гледаме на концерт. ФМ Врева.